Колешке, ова е тоа што цело време укажуваме. Значи, 3 години, 2,5 години сте на власт, цело време правите пресметки, испитувате потреби, почнувате проекти, размислувате за подобро решение од постоечкото. Топлификација ја стопиравте 2,5 години, оти размислувавте дали гасификацијата кој ќе дојде ќе биде подобро решение од топлификацијата. Па размислувавте така 2,5 години, па на крајот премиерот заклучи дека па зошто да не одат двата проекти? Па излезе на говорница ни срам ни перде, дека продолжуваме со топлификацијата, да ги израдам Битолчани дека ќе имат и гасификација, па ги Битолчани ни гасификација, не топлификација немат. Нити ќе имат додека сте вие на власт. Бидејќи не ви бива, не знаете да сработите. Зборам како влада, зборам како парламентарно мнозинство, партија, бидејќи на крајот вие поддржувате таа влада. Тоа е проблемот што ние ви окажуваме. Времето си врви. Не било во ред да вложиме пари во реконструкција на овој пат, бидејќи ќе сме добиеле автопат. Кога бе, колешке? Со вас на власт за 50 години нема да има автопат. Не дај Боже да сте понатаму на власт. Ништо нема да се направи. А зошто тоа го зборувам? Сигурно не од памет. Бидејќи уназад да се свртиме, што направивте за овие 3 години? Него градско Прилеп, патот експресниот, го стопиравте. Исто на обезбедени пари, на договор на изведувач. Зошто? Оти не можевте да му земите процент, рекет на изведувачот. И што го направивте, го истеравте. Зошто стопиравте топлификација, знаете? На обезбедени пари и така натаму. Бидејќи проектот го тера КФВ банката, нема математика тука. Нема, не ќе може со изведувачот да седните да го присилите да му земите пари, бидејќи КФВ банката го тера проектот. И измислувате, чекајте се, почекајте, гасификација ќе донесиме и така натаму и така натаму. Се правила клучка кај тир зоната во Прилеп. Што има врска дека се прави клучка кај тир зоната во Прилеп? Со регионалниот парк Битола Прилеп. Каква врска има? Ако се прави клучка, се не треба да го реконструираме патот. И тоа клучка се прави, ево веќе година дена, уште малце ќе биде. Моментално веќе 2 месеци е пренасочен патот, одиме по дупки по стариот пат, ќе ги скршиме колите, оти не сте способни да направите еден надпатник. 3 месеци го правите затворен е патот. Трет месец е сега ова. И уште малку ќе падне снег, да сме здрави и живи, ќе отпуштите в година во мај месец. Ако е така, уште подобро решение, дајте да направиме брза железница меѓу Битола и Прилеп. Метро. Најдобро решение ќе биде. Нема да загадува, па уште подземно ако е па убајна. Дај тргнете, оставите го автопатот, не губете време со тоа. Направите видите дали има потреба од метро да се направи меѓу Битола и Прилеп, да направиме метро, сите среќни и задоволни ќе видиме. Не сте озбилни како влада, за жал за граѓаните. Благодарам.